Групацијата Stellantis е еден од најголемите европски автомобилски конгломерати во која членуваат брендови како што се Peugeot, Citroen, Opel, Fiat, Alfa Romeo, Abarth, Maserati, Jeep, Chrysler. Од неодамна во оваа групација влезе и кинескиот производител на електрични возила Leapmotor. Leapmotor и Stellantis направија нова компанија како заедничко вложување, која го носи името Leapmotor International и кон крајот на минатата 2024 година донесоа одлука заеднички да настапуваат на европскиот и светски пазар. Очекувано, во новата компанија Stellantis учествува со 51%, што значи дека ја има главната улога во носењето на стратешки одлуки. Планот е автомобилите на Leapmotor International да се извезуваат во Индија, Азија, Пацифик, Африка, Јужна Америка, Блискиот Исток и се разбира во Европа. За почеток, европскиот пазар требаше да ги добие двата модели T03 и C10, така наречените нови енергетски возила, чија популарност и продажба во Европа се во континуиран подем. Електричните автомобили на Leapmotor требаше да се нарачуваат и продаваат преку дилерската мрежа на Stellantis. Во јуни 2025 година, луѓето од Leapmotor објавија дека веќе се отворени 1500 глобални салони, а брендот е веќе присутен во 30 меѓународни пазари и има повеќе од 600 продажни и сервисни центри во целиот свет. Во Европа, за да се засили и забрза пенетрацијата на пазарите, се избрани неколку регионални дистрибутери, како што се Go One Auto во Ирска, групацијата Emil Frey, која ги покрива Чешка, Словачка, Словенија, Унгарија и Хрватска, а од неодамна имаат партнери во Бугарија, компанијата SFA Auto. Моделот T03 е 5-вратен мал електричен автомобил кој се надпреварува во B сегментот и кој според ВЛТП стандардите треба да поминува 265 км со полна батерија, а да чини нешто под 19.000 евра. Тој е мал, компактен и функционален електричен автомобил кој може идеално да се справи со градските мешаници. Благодарение на иновативниот Magic Space System, багажникот кој стандардно има волумен од 210 литри може да се трансформира и во мал карго автомобил со волумен за носење багаж од 508 литри. Она што го прави дополнително допадлив е и големиот панорамски сончев кров со големина од 42 инчи, која полни внатрешноста со светлина и ви дава чувство на отвореност во возењето и можност да уживате во пејзажите додека возите. Како и секој модерен електричен автомобил, во внатрешноста Leapmotor T03 нуди многу забава и конективност за новите генерации. Во централниот дел е поставен екран чувствителен на допир со големина од 10 инчи, во кој можете да ја следите навигацијата, инфотеймент системот, можете да ја подесувате климата и многу други нешта. Со далечинската контрола преку апликација на мобилен телефон можете од далечина да ги отварате и затварате вратите или однапред да ја сетирате климата во автомобилот. Секако, значајни се и системите за активна безбедност од кои кај T03 се вградени адаптивен темпомат или cruise control, која одржува безбедната дистанца од возилата пред вас, предупредување при опасност од судар напред, автономно сопирање во случај на опасност, предупредување за излегување од коловозната лента или Lane Departure Warning, детекција во мртвата точка на ретровизорите и многу други нешта. Инаку, T03 е опремен со електричен мотор од 70 киловати,
кога е тоа потребно, полнењето на батеријата од 30 до 80% се прави за околу 36 минути со брзите полначи на батерии. Токму Т03 неодамна го доби признанието на EcoBest предизвикот во 2025 година, организиран од независната организација на новинари AutoBest, како автомобил со најдобри перформанси во сегментот на електрични автомобили. На тестирањето Leapmotor T03 покажа дека има EcoC1 индекс од 109,43%, што значи дека во реалноста автомобилот поминал повеќе километри од оние кои се декларираат според ВЛТП стандардите. Конкретно, автомобилот поминал 290 км, со што се надминати декларираните 265 км со полна батерија. Моделот C10 пак е SUV со ранг од 420 км, со сериозно ниво на опременост и цена од околу 36.400 евро. Во март оваа година, меѓународните новинари можеа да го видат и возат моделот C10, но во варијантата Range Extended EV, одлично решение за оние кои минуваат поголеми дистанции на дневно ниво. Автомобилите со Range Extended технологија имаат поголеми батерии, што нудат поголема автономија во возењето, но и кои се спарени со мотор со внатрешно согорување. Кај моделот C10 се работи за 1,5 литарски мотор. Во старт, автомобилот работи и тркалата се вртат прво на струја, а кога батеријата ќе ослабне, се активира моторот со внатрешно согорување, кој генерира електрицитет, кој пак потоа се складира во батеријата. Оваа технологија треба да му овозможи на Leapmotor C10 ранг до околу 970 км. Новинарите го возеа C10 на патеката од околу 500 км во Шпанија, од Барселона до Валенсија на Медитеранското крајбрежје. Нивните впечатоци беа позитивни. Leapmotor оваа година оствари уште еден огромен резултат. Тој го освои првото место според вкупниот волумен на продажбата помеѓу сите стартап компании во Кина кои произведуваат нови енергетски возила или скратено НЕВ. Само во месец јуни 2025 година беа продадени вкупно 48.006 автомобили, што представува пораст од година во година од 138%, со истовремено континуиран пораст на продажбата во секој месец оваа година. Вкупно, во првиот семестар, бројката на продадени автомобили на Leapmotor изнесуваше сериозни 221.664 продадени возила, што е апсолутен рекорд и најдобра бројка од сите останати стартап конкуренти во Кина. Според плановите на Leapmotor, 2025 година би требало да се заврши со продажба на околу 500.000 автомобили, што е сериозен скок во споредба со минатата 2024 година, кога беа продадени околу 300.000 автомобили.